Почитувани, доколку СДСМ и ДУИ решиле да се справуваат со дивоградбите на своја рака со багери, нека повелат и тука на матка да го решат срамниот случај со диво изградените објекти, платформи во езерото. Велам на своја рака затоа што ниту ги имаат преземено ингеренциите од локалната самоуправа, например во Чаир за Мавровка, ниту пак за таму имаат елаборат за рушење. Фарса и ефтин крими театар. Доколку Заев и ДУИ решиле дека со ефтин крими театар се лаже државата дека се спроведува закон и дека има правна држава, нека го покажат тоа на дело и тука. Зад мене се објектите на матка изградени пред само година или две и кои што градоначалникот Блерин Беџети ете не ги руши и се закани со распишување референдум доколку му се одземат ингеренциите. Чудно е што градоначалникот на Скопје Петре Шилегов велеше дека нема ингеренции за рушење на дивоградби, па откако се изградија и настапи фарсата во Мавровка, се појави за собирање на политички поени. Почитувани, заради овие платформи зад мене, на матка се сеќавате, Заев дозволи антикорупцијска да побара обвинителски предмет од антикорупционерите до градоначалникот на Сарај. Градоначалникот потоа јавно проговори за барањата на Заев од него да влијае во судството, па обвинителството потоа ја одби кривичната пријава од антикорупционерите. Крими театар. Ама платформите се уште стојат. Од тука и прашањето, дали Заев стои зад оставањето на раат и на овие дивоградби, или сеќавањата на градоначалникот нема да го спречат Заев, ниту пак Ахмети, да ги пушти багерите и на матка. Ви благодарам. Имате ли прашања? Повелете. Многу е добро ова што ги кажувате, идете по дивоградбите. Значи ова е вториот пат што го гледавме. Но мора да ве прашам, не ме свајтете погрешно, мора да ве прашам и во 2015 имаше одлука за нарушување на седиштето на ВМРО дополне еден дел од седиштето. Значи тоа е сега доставено уште. Значи уште дали е уште во јавно обвинителство и дали како го коментирате ова? Нашите во Општина Центар тие беа тогаш иницијатори за настрешницата над вратата, колку што се сеќавам на ВМРО ДПМН. Мислам дека тој случај го затворија бидејќи со своји стручни тимови докажаа дека се работи за настрешница, а не за тераса. Така. Меѓутоа, оно што е важно е вчера кога беше пресконференцијата кај објектот кај касарната Илинден, е дека за тоа постоеше и предмет во специјалното јавно обвинителство, сега се наоѓа во јавното обвинителство, кога Заев го отвори тоа во јавноста со некои снимки кои што поседуваше, се работеше за градба од еден спрат, а сега е цел објект изграден и со 3 ката. Второто прашање кој што е многу поважно во овој момент е како во овој период објект кој што е кај трговскиот центар Мавровка од летна тераса и од урбана опрема е дојдено до легализација на времен објект, што е невозможно и како уште поголемо доколку се платени даноците, а од тие даноци знаеме дека добри 60-70% завршуваат кај град Скопје и кај Шилегов, како тогаш е тоа дојдено до легализација, при што, колку што имам разговарано со урбанисти, дури е и одцепен дел од градежната парцела на трговскиот центар Мавровка. Огромни се прашањата што е тука работено и што сушност лежи зад уривањето на Мавровка и градењето на Мавровка. Чии се ингеренциите, кој дал согласност, кој легализира и кој руши и врз која основа руши. Да се разбереме, за да го сруши владата, мора да ги преземе ингеренциите од општината Чаир. Повелете. Значи во 2015 поранешниот градоначалник Жрновски имаше и одлука за тоа. Дали до тогаш ги средовте документите или до каде процедура? Прашате во Општина Центар.